Подобрување на односите со соседите преку културна и научна соработка, посебно Министерство за високо образование и наука, измени на законот за МАНУ, подобра имплементација на реформите во судството, како и обединување на клиниките во еден универзален клинички центар. Ова се дел од реформите кои ги предложи првиот човек на МАНУ, кои би требало да бидат приоритет на државата, а со нив очекува решавање на тешкотиите во процесот на преговорите со Европската унија. Европскиот пат сепак е наша единствена права и реална опција, бидејќи пред се ние сме европејци. А исто така и Европската унија е свесна дека европскиот континент никогаш нема да биде комплетен без проширувањето на Европската унија повторно станува приоритет, кој што ние во Македонија не смееме да го пропуштиме. Првиот академик посочи дека македонскиот јазик е единствениот национален јазик во Европа без своји национални колекции на јазични податоци. Алармира, тие се неопходни за развој на голем број поддисциплини во лингвистиката. Борбата за зачувување на македонскиот јазик не е се уште завршена. Таа мора да трае и да продолжи пред меѓународните институции за човекови права, бидејќи неговата официјална употреба од страна на деловите на македонскиот народ во соседните земји е оневозможена. Потребно е и воспоставување правилна употреба на македонскиот јазик како официјален јазик за меѓусебно разбирање на сите граѓани во државата. МАНУ го одржа 59-то годишно собрание на кој беа истакнати предизвиците и успесите за изминатата 2025 година, како и проекти